На денешното место каде што се наоѓа хотелот Епинал се наоѓала кафаната Централ која што била срушена во периодот од 1971-1972 година. Во оваа кафана е компонирана и првата македонска опера Гоце. Хотелот Гранд Хотел Америка, лоциран во непосредна близина на Сали мостот, беше хотел со поголема кафана со сцена за оркестар и соби за ноќевање, објект кој е изграден во почетокот на 20-тиот век и кој порано го користела екзархијата како конституционален клуб и театар. Место каде за прв пат во македонската историја се прикажани представите на големиот Војдан Чернодрински, семејството на престапникот и македонска крвава свадба, жетва на 28 септември 1909 година во Битола. Според сеќавањата на Марија Чернодринска, забележани од Воислав и Илич, посетата на представата била масовна. На представата присуствуваа и неколкумина конзули. Имаше и турци. Салата беше преполна. Меѓутоа, на почетокот на вториот чин, пред кревањето на завесата, погледнав од сцената, отстрана, и со чудење забележав дека многу места во гледалиштето сега се празни. Веднаш му јавив на Војдана. Неколку мига молчеше, неподвижно стоејќи, како закован за штиците. Потоа и самиот погледна дискретно, пошто ми дофрли мене и на другите артисти. Представата ја напуштиле предавниците и непријателите, оние што не ги сакаат нашите идеи. Тие и нека си одат. Представата станала импресивна и опасна. Пораките, зборовите, слегле во салонот, на улиците, во домовите на битолчани и затоа македонскиот театар на Чернодрински не прикажал реприза. Марија и Војдан Чернодрински, заедно со офриѓанецот Пантелеј Куртелов, биле протерани од градот, а групата растурена. Подоцна салонот станува кино, а хотелот го купува господинот Темелко Трајков од Цапари, повратник од Америка, од каде хотелот и го добива своето има Гранд Америка. Покажувањата таму се пуштале филмови уште пред Милтон Манаки да започне со кинопроекциите. Во 1921 година познатиот Паненапе од Прилеп го зема како закупец киното и 3 месеци од 1921 година Напе ќе го разработува тоа битолско кино, но настаните во неговото прилепско кино ќе го примораат да ја напушти Битола и да се врати назад, во Прилеп, и да прекини со работа. Амамот кај Каваци или бањата на Ремзи. Името го добива по местото Каваци. Каваци на турски значи тополи, кои биле високо надвиснати над реката Драгори, и тука било омиленото кафе на големиот турски реформатор Мустафа Кемал Ататурк. Сега на ова место се наоѓаат дуќаните на Раде Кончар, амбуланта, хемиско чистење и автоперална, од Каршија музејот на албанската азбука. Бањата после Втората светска војна била целосно разрушена со динамит, за да се отвори простор и да се направи сегашниот булевар 1 мај покрај река Драгор.